Избравме нов председател на парламентот. Во 20 продолженија 4 месеци, толку траеше конститутивната седница на актуелниот парламентарен состав. Почна во декември 2016-та, кога помина само првата точка – верификација на мандатите на пратениците. Следното продолжение на конститутивната седница се одржа дури по 3 месеци. Толку чекаше поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски во улога на председавач да ги свика пратениците за да изберат комисија за избори и именување и нов собраниски спикер. Имајќи во предвид дека најголемиот дел од пратениците на ВМРО-ДПМН се пријавени за реплики на говорникот од ВМРО-ДПМН. И тоа е навистина зачудувачки како и на кој начин се настојува да се одоголекува оваа конститутивна седница на Собранието. Согласно делника да видиме коректни е возможно да се реплицира пратеник на друг пратеник, кај што не е поготово од иста пратеничка група. Така е согласно делника. Дали сега тие ќе го користат тоа или нема да го користат? Дали можда во овој момент, колеги пратеници, да знаете, пратеничка група има само движењето БЕСА, и ве поделен. Господинот Велјановски, Без пратенички групи, без координатори и без ограничувања, цел месец помина во меѓусебни обвинувања и провокации. Од ВМРО-ДПМН за збор се пријавија 48 пратеници и на секого од нив имаше исто толку пријавени за реплика. Ключот на оваа разрешница е во овој човек позади мене, во господинот Велјановски, и тој носи целата одговорност за ова што се случува денес. Или работете деловнички за доброто на граѓаните, или напуштете таа фотеља. Толку можам. Што сакате да почекирате да направите? Повелете, а за станување на столчето ќе почекате малку. Кој ќе заврши конститутивната седница. Таа желба не е исполнена. Значи јас не сум дедом раз. И кога стана јасно дека Велјановски е подготвен до недоглед да ја пролонгира седницата, декларираното мнозинство во Собранието на 27 април реши да го избере Талат Џафери за председател. Тоа што следуваше е веќе добро познато. Нови избори се на прагот, а правилата за конститутивната седница на парламентот не се сменети. Со тоа останува можноста за нови злоупотреби и одолговлекувања при примопредавањето на власта. Може ли нешто да се промени до распуштањето на Собранието на 12 февруари? Работен викенд за дел од пратениците, 10 дена пред распуштање на парламентот, разговори зад затворени врати, билатерални средби и работна вечера на лидерите на партиите далеку од очите на јавноста. Во присуство на новиот известувач за земјава во Европскиот парламент Илхан Кјучук и уште 20 европратеници се направија последните обиди за договор меѓу партиите за измени на собранискиот деловник. Меѓу точките што успеале да ги усогласат власта и опозицијата е ограничување на времетраењето на конститутивната седница. Сепак заклучиле дека сега не е време за гласање на измените, па одлуките се оставени за идниот парламентарен состав. Ние може да кажеме дека 90% од прашањата се усогласени и остануваме не дека не можеме да се усогласиме, него има дел од разликите по однос на критериумите за избор на идниот генерален секретар и помошниците генерални секретари, и околу потребата за усогласување на нештата со измените уставни, имајќи предвид дека се наоѓаме во предизборје, тој дел го оставивме за наредниот мандат, односно наредниот состав да го допрецизира, доформулира по однос на оно што да не би влегле во политичка дебата. А тоа се однесува и на името на државата? Добро, тоа е став членот 1, значи во тој контекст. Членот 1 во предложените измени на деловникот, како и во поголем дел од новите закони што се гласаат, предвидува усогласување со новото уставно име на државата Република Северна Македонија. Токму тоа е пречка за опозицијата и главна причина што заклучокот од Жан Моне е договорените измени на собранискиот деловник да се гласаат по изборите. So what we do not want to do is to take a viewpoint on one of these issues and intervene in this process of the elections. What we can't do, especially before the election, is to give answers to this what
probably some of the parties might put on their posters in the elections, which we don't do. We have a clear role to play as a European Parliament, and we'll do it. But also we have to convince the Council that the North Macedonia, the government and the opposition are doing the very right thing. And there is one clear proof. And this proof should start with coming together, having a dialogue, and having a long-standing agenda where we want to see the country in the future. Координаторите на пратеничките групи на СДСМ и на ВМРО ДПМН излегоа задоволни од заклучоците на Жан Моне и се согласни во оценката дека успеале да ги приближат ставовите за речиси сите точки, но за она што остана главна пречка поради која пред изборите нема да ги изгласаат новите деловнички правила, Митрески и Мицевски имаат различно мислење. Еден од европратениците го спомна и тоа, дека станува збор за предизборен период, дека може би не би било добро во овој период да се спомне, да се отвори тоа прашање, но искрено мислам дека согласањето на некои закони и согласањето на протоколот кој што најавува дека опозицијата ќе го гласа на протоколот за членство во НАТО, дека може би било добро и ова прашање да се надмине сега, меѓутоа очигледно некои тесно партиски игри, мали, ситни партиски игри за предизбори, ето им значи многу. Членот 1, односно промената на името, ВМРО ДПМН не дозволи да се дискутира на овој процес, меѓутоа, како што реков, во интерес на приближување на ставовите се зборуваше за другите отворени технички прашања кои што се решливи. За жал, и овој постоечкиот функционалниот деловник до крај не се почитува од страна на власта, во недостаток на време или во барање за скратување на одредени процедури, тие беа злоупотребувани европското знаменце. Мислам дека тоа веќе го расчистивме и дека злоупотребата на европското знаменце и скратување на дискусиите на 3 дена нема да може да го прави ниту една наредна влада. Што предвидуваат измените на деловникот, чие донесување остана обврска за идниот состав на собранието? Според верзијата во која 360 степени имаше увид, времетраењето на конститутивната седница ќе се ограничи на 2 дена. Во тие 2 дена треба да се верификуваат мандатите на новите пратеници, да се избере комисија за избори и именување и нов председател на собранието. Седницата ќе ја свикува собранискиот спикер од претходниот состав, но со неа ќе председава највозрасниот пратеник од новиот состав, се до изборот на нов председател на собранието. Според информации од власта се предлага воведување на уште една седница месечно за пратенички прашања на која премиерот и министрите ќе ги прашуваат само пратениците од опозицијата. На крај сепак останува прашањето кои се гаранциите дека нема да се повтори сценарието од 27 април 2017 при конституирањето на новиот парламентарен состав без нови деловнички правила. Per faktička još kompetencija ima sekretari i parlament per convocu seans de conform regula existues te udhëheq me atë seancë deri në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Garancë është fjala ime, kështu që nuk do të shihni ashtu skenash në seancën konstitutive të ardhshme.